Благодарам, председателя. Почитувани колеги, несомнено дека казните се потребни за граѓаните да развијат свест за своето однесување и тогаш кога е тоа погрешно или противзаконито да го променат. И бизнисмените се свесни дека законите мора да се почитуваат и тоа е несомнен факт и тоа никој од СДСМ, ниту било која опозицијска група или партија го спори. Но нејасно е дали навистина било кој од вас се согласува со фактот дека се предизвикува вистинскиот ефект, она што навистина треба да биде предизвикано со постојнава казнена политика во Република Македонија, дали некој од вас воопшто мисли дека е постигнат ефектот со тоа што ќе постојат драконско високи казни, исклучително чести инспекцијски надзори кои што се базираат врз основа на одредби поставени во законот за висината на казните кои се буквално од ракав дадени. Ако е целта да се наполни буџетот, се согласуваме, тоа може да се реализира, но на многу краток рок. Може да се закрпи буџетот од зголемена инспекцијска служба, од зачестени инспекцијски надзори и на краток рок ќе се зголеми буџетот. Но навистина дали е тоа целта на било која казнена политика во било која држава? Која би била целта на казната ако незината висина е поголема од обртот на една фирма? Крајниот ефект е затворање на фирмата и тоа се разбира дека е погрешно или ниско поставена цел на една држава. Стопанствениците најмногу се жалат на високите казни, а особено на затворањето на објектите и на проценката на даночната политика. Нивните поплаки се дека не можат да ги издржат притисоците што ги прават инспекторите и оти многу често се казнувани. Ова е само еден дел од заклучоците од работилницата на тема инспекцијски надзор од страна на УЈП, факти и деловен фолклор, организирана од Асоцијацијата за граѓанска толеранција и соработка АКТИС, како дел од проектот Инспекторот звони колку што сака, спроведена во мај 2012. И вакви, вие сте сведоци на вакви работилници, на дебати, стручни, научни, кои беа прикажувани во медиумите, особено последнава 2012 година, во голем број. Тоа значи дека вистински истражувања се направени и мнозинството граѓани, не опозицијата, мнозинството граѓани и стопанственици сметаат дека во нашата држава имаме утврдена погрешна казнена политика. Од сите овие и истражувања, и примери, и секојдневни говори на граѓаните, изјави нивни, дојавувања до нас пратениците, но и до вас се разбира и од парламентарното мнозинство и од опозицијата, и вам ви се жалат, и го гледаме какво ни е секојдневието. Почитувани колеги, на сите на крајот треба да ни биде јасно колку е поголем притисокот врз стопанствениците со казни и даночни оптеретувања, толку повеќе дел од стопанството се преселува во сивата зона или во зоната на незаконското работење. А тоа се надевам на никој од вас, како што на никој од нас не му е и не смее да му биде цел. Деновиве Радио Слободна Европа објавува дека според груби проценки, само последната година, 2012, во Битолската чаршија се затворени околу 100 дуќани. Тоа ли треба да биде целта на законот? Тоа ли е целта на имплементацијата на законот таква каква што е? Оти вчера еден од вашите колеги, еден од колегите на парламентарното мнозинство рече законот е добар, не треба да го менувате, имплементацијата е лоша. Токму вие тоа го рековте, првиот репликант при првиот наш говорник. Па кој е надлежен за имплементација на законот? Извршната власт, онаа која вие изгласавте. Од тука, ако имплементацијата е лоша, законот треба да се смени, треба да се стеснат овластувањата на оние кои лошо го имплементираат законот. Причините инаку, според Радио Слободна Европа и според нивните истражувања или истражувањата до кои тие дошле, за 100 затворени дуќани само во Битола се две. Намален број на купувачи, прва е таа, точно, намален број на купувачи. Но втората е се пречести и превисоки казни од УЈП за неиздавање на фискални сметки. Значи, не доаѓа до промена на совеста на стопанственикот со ваква казнена политика, туку доаѓа до затварање на бизнисот и до отпуштање на работници. Тоа ли треба да биде цел? Тоа ли го браните? Треба да се издаваат фискални сметки. Никој никогаш од нас не опонираше, не негираше дека треба да се издаваат фискални сметки. Треба да се плаќа данок, ама посрекни ли ке сме сите заедно, кога газдите што тоа не го правиле,
ќе ги примораме да ги затворат бизнисите, фирмите и да ги отпуштат работниците. Дали навистина тоа ќе не направи посрекни, побогати и тоа ќе направи нашата држава повеќе правна држава? Предлогот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е: ако некој даночен обврзник, инспекторот утврди дека нема фискален апарат, наместо да го затвори во рок од 30 дена, да го опомене и при тоа во рок определен од инспекторот, кој може да биде 15 до 30 дена, да дојде во контролен надзор. И ако веќе во вториот контролен надзор после опомената не е набавен фискалниот апарат, тогаш да следи казна, парична глоба, и тоа помала од оваа сега предвидената, бидејќи е превисока и не соодветствува на стандардот на граѓаните, бидејќи се казните европски, а платите македонски, и дури потоа да дојде до забрана на вршење на дејноста. Зошто имаме проблем со тоа што инспекцијскиот надзор, согласно закон што ние го предлагаме, ќе си ја изврши својата примарна функција, а тоа е превентивата. Превентива е да се опомене и после 15 дена да се влезе повторно таму. Велите 3 години ако не влегол. Не влегол инспектор 3 години, точно. Не влегол. Што е разликата? Голема е разликата, колега. Ако после 3 години кога ќе дојде и ќе установи дека нема фискален апарат, наместо му го затвори веднаш дуќанот, да му издаде опомена и по 15 дена да дојде, тој после 15 дена ќе има, не кривајте раце и краменици како да сте слушнале чудо невидено, сегде во свет постои тоа. После 15 дена тој ќе има, ви тврдам, фискален апарат. И во таков случај целта на законот е остварена. Целта на законот е така остварена без да ги камшикуваме и казнуваме луѓето, без да ги затвораат дуќаните. Конкретните парични казни, кои ниту еднаш не рековме дека треба да бидат укинати, треба да се намалат. Не се соодветни на стандардот на македонскиот граѓанин и не ја исполнуваат својата цел. Почитувани колеги, за да ви кажам, за пластично да се разбереме што зборуваме и да може да не сватите, ако сакате, или докрај ќе се правите дека не разбирате, за да ја истраете докрај партиската директива дадена за гласање во ова собрание, ќе ви кажам неколку примери. Во Крани е затворена единствената бензинска пумпа која постои. Да, сте го казниле несовесниот собственик на бензинската пумпа. Ама сте казниле и десетина вработени. Ама не само тоа, цело село е казнето. Граѓаните на Крани во моментот нема каде да точат бензин и друг вид на горива. Туку мора да патуваат, па бензинот сега ги чини дупло. Кој е ефектот? Каде е јавното добро? Кај е јавниот интерес со ваквата мерка? Со тоа што е затворена пумпата е единствена што постои во селото. Во Богданци се затворени во еден ден неколку стоматолошки организации. Не само што има изречена казна, зошто? Заради тоа што стоматолозите во својот приватен новчаник имале своји приватни пари. Изречена е казна од 3200 евра, ама и затворена стоматолошка ординација, не една. Речи си сите. Кој е ефектот? Што е за граѓаните бенефитот од ова? Колку се тие задоволни? Сакам и чувствувам должност на граѓанин, не член на СДСМ, граѓанин на Прилеп по име Илчо Марковски, да истакнам дека имал разговор и се пожалил на своите пратеници од Прилеп од редовите на ВМРО ДПМНЕ, пред се на господинот Стеванаджија, кој му ветил, ова е јавна изјава на граѓанинот, Илчо Митревски со име и презиме побара да го прозвеме на говорница, на кој од господинот Стеванаджија, пратеникот од Прилеп од ВМРО ДПМНЕ, му било ветено дека ќе поддржи ублажување на казните, бидејќи прилепчани, прилепската чаршија, прилепските дуќанџи живеат тешко и потребно им е вакво намалување на казните. И тоа и го покажаа со протестите преку 500 луѓе. Каде е сега господинот Стеванаджија? Господи Лашковска, дали вие ќе ги поддржите? Бидејќи сте дале ветување, ќе дадете поддршка на ваквиот предлог. Тоа е помош на граѓаните. И на крај, кога кревате раменици, чудно се смеете што ни се случувало во државата, сите вие паркирате, пратениците од ова собрание, на паркингот на Holiday Inn. Имате представа дека таму се наплаќа со Парагон блок? Нема фискална сметка. Сега одете да видите. Никому ништо. Ама на стоматолозите од Богданци, на дуќанџиите од Крани и од Прилеп, 3200 евра казна и затворање
на нивните дуќани. Ви благодарам. Благодарам, господин